Фондацијата Отворено општество Македонија уште од своите почетоци од 1992 година започна со поддршка на граѓанското општество, односно на граѓанските организации и иницијативи со цел за демократизација на земјата и развој на отвореното општество. Всушност, поддршката на граѓанските организации на самиот почеток беше овозможување на нивното основање, регистрирање, нивните седишта, простории за работа, опрема, техничка и финансиска помош, како и овозможување на нивен развој и следење на низа настани во земјата и во странство, врежување во интернационалните организации и запознавање со светските трендови. Во 2001 година се соочивме со една од најголемите кризи во нашата земја во тој период. Тоа беше меѓуетничкиот конфликт кој што ја загрози нашата држава, не загрози сите нас и на кој што не можевме да не одговориме. Го започнавме така наречениот граѓански одговор на кризата во Македонија преку апели за мир, преку апели против безумието, поставување на отворена телефонска линија каде што граѓаните можеа да се јавуваат и да кажат од што најмногу се плашат. По потпишувањето на рамковниот договор започнавме со друга кампања за запознавање на граѓаните, информирање нивно за тоа што значи рамковниот договор и кои се импликациите од неговото постоење. Тој беше потпишан за затворени врати, никој од нас не знаевме што е неговата содржина, беше потпишан на англиски јазик, ние го преведовме на македонски, го дистрибуиравме, го отпечативме во брошура и го поделивме во 100.000 примероци во државата, секако преку граѓанските организации членки на Доста. Ако зборуваме за Доста е кампањата, таму каде што јас бев лично, директно вклучен, сметам дека беше тоа една иницијатива која што произлезе од граѓанскиот сектор, која што доби поддршка од фондацијата и успеавме со заеднички сили да адресираме повеќе предизвици во општеството, кои што верувам дека вродија со плод и дека на некој начин поставивме една социјална инфраструктура која што и понатаму ќе функционира и кој ќе работи во интерес на граѓаните. Демитологизација на 2001 беше да се овозможат услови за еден вид демитологизација, баш тој поим би го користела повторно, на состојбата во нашата држава во 2001. И тоа се направи преку обезбедување пристап до сите пишани материјали кои што беа пишани на различни јазици да бидат пристапни за голем дел од населението што живее во Македонија. И на крај беа поканети на една заедничка средба или дебата интелектуалци кои што на некој начин или пишувале, или се занимавале, или биле директни учесници во конфликтот на 2001. Во 2002 година во суштина се започна и кампањата Моќта е во народот. Во рамките на таа кампања отворивме и прв прес-центар на граѓанското општество во Република Македонија и таа кампања вроди со огромен плод. Беше многу видлива во јавноста. Она што беше нејзина основна цел, како и на прес-центарот кој што тогаш функционираше и кој прерасна потоа во НВ инфоцентар, организација која што и денеска е активна, основната цел беше од една страна да се зголеми видливоста и влијанието на граѓанското општество во државата, но од друга страна, што е многу поважно, да се поттикнат и да се охрабрат граѓаните да бидат постојано активни, да бидат и активни чинители и поттикнувачи на процесите на демократизација на општеството, но исто така и да бидат активни критичари. Од проектите на кои што сум работела поврзани со подобрување на меѓуетничките односи, еден од поголемите е проектот Живење во мултиетничка средина, граѓани со еднакви права, можности и заштита, или ние кај нас си го викаме тој под исто сонце, што всушност беше и наслов на кампањата, која што беше голем дел од овој проект, во која што се обидувавме да ги промовираме меѓуетничките односи и заштитата на правата на помалите етнички заедници во Република Македонија. Центрите за поддршка на невладини организации беа проект на ФОН кој што
започна од 2002, заврши во 2006 година со 12 центри кои што беа надвор од Скопје, всушност со идеја да ги поддржат помалите граѓански организации во нивниот развој. Тоа беше едно место кое што нудеше техничка, логистичка, консултантска, секаква помош која што е потребна и помош во мали грантови на тие помали локални организации со цел да се издигнат и да помогнат во градењето на локалната демократија. Многу повеќе тие 12 центри беа место каде што организациите од една или повеќе соседни општини се среќаваа, разменуваа мислења, заеднички правеа проекти. Ме радува тоа што најголем дел од овие центри за поддршка на невладини организации кои што беа наши канцеларии во моментите кога започнуваа проектите, подоцна кога завршија проектите се осамостоија како независни организации и поголемиот дел од нив се уште функционираат во своите локални заедници и се значаен фактор во градењето на демократското општество во Македонија. Исток програмата, еве ако може така да илустрираме, имавме многу интересни научени лекции, например како во тој период беше многу актуелно гасоводите, нафтоводите во Македонија, ако имавме можност да видиме како тоа функционирало со нафтоводот Бакут, Билиси, Чејхан и така натаму, да видиме кои беа предизвици, кои беа научени лекции, нешто што Македонија како општество веројатно можеби не сега, но во иднина ќе се соочи. Почетоците на организацијата датираат од 2004 година. Ова е организација која произлезе како резултат на стратешката трансформација на програмата за жени на Фондацијата Институт Отворено општество. Целта на оваа програма беше поприлично специфична во тоа време со оглед на тоа што беше една од ретките феминистички програми кои се обидуваа да поддржат развој на влијателно женско движење, такво кој ќе биде активно и кој ќе влијае на некои клучни процеси кои во тоа време се одвиваа во Република Македонија, какви што се децентрализацијата, евроинтеграциите и така натаму. Програмата Форуми во заедницата, пак од друга страна, е програма која што работеше на зголемување на капацитетите за децентрализација. Исто така 10 години Фондацијата Отворено општество беше дел од таа програма уште од самиот почеток нејзин. Работеше некаде во 20 на општини во Република Македонија на зголемување на граѓанското учество во носење на одлуки, кое што всушност е единствена алатка која што видливо покажува како е граѓаните да учествуваат во носењето на одлуки преку детектирање на проблеми, решенија, проекти и на крајот финансирање на тие проекти. Иницијативата Граѓани за Европска Македонија беше стартувана во 2009 година со трибина во Скопје. Во 2010 година во рамките на оваа иницијатива го отворивме гейм клубот во Старата Скопска чаршија. Всушност тоа беше одговор на молкот на граѓаните пред се, но и на граѓанските организации во однос на политиките кои што започна да ги спроведува тогашната власт, кои што политики најавуваа дека всушност ќе се справуваме со режим што има намера долго да владее. Од 2012 година пак Фондацијата потпиша договор со УСАИД за спроведување на проектот за граѓанско општество, кој што во тоа време се спроведуваше од 12-та до 16-та година, имаше огромна улога за развојот на граѓанските организации. Ние сме сега во моментот кога општеството, разбуденото општество се уште ги доживува неговите маморни денови, бидејќи бунилото во кое што бевме изминатата декада, а и нешто повеќе се разбира, не фрли сите во застои одредени, не фрли во преиспитување на тогашните позиции и во моментов ние ги сумиравме нашите резултати. Ние учествувавме во овој проект онака со раце со нозе, што се вика, за будење на граѓанството или за реафирмирањето на граѓанинот како важен чинител. Нагорнини и надолнини секогаш се можни во животот. И животот на фондацијата се разбира во најголем број на денови или години како постои во нагорна линија. Понекогаш се чини дека тоа се случува некаков застој, но во принцип сметам дека фондацијата ја врши функцијата за која што и беше основана и наменета. 2017 година сме вклучени во проектот на УСАИД за граѓанско учество, кој го спроведува East West Management Институтот, организација со седиште во Њујорк, во партнерство со 4 локални организации.
А нашата улога на фондацијата е да ги јакнеме капацитетите на граѓанските организации, како нивните организацијски капацитети, така и нивните капацитети за застапување, односно за поголемо влијание во процесот на креирање на политиките. Овој проект продолжува и понатаму до 2021 година. Во меѓувреме сме во процес на подготовка на нашата стратегија за наредниот период, каде што исто така продолжуваме со нашите заложби за развој на граѓанското општество, за поддршка на граѓаните, организациите и иницијативите да останат силни и активни и понатаму да се залагаат за транспарентни и отчетни власти и онаму каде што има можности во соработка со истите локалните или националните власти да влијаат на подобрување на состојбите и подобрување на политиките заради подобрување всушност на сопствениот живот.